Див запад, шарени бомбончиња, Алиса во земјата на чудата. Ова се најдобрите маски на одржаниот злетовски маскенбал, кои ќе бидат дел и од пробиштипскиот маскенбал. Маскирани во дождовни капки, каубојци, фармери, бомбончиња, зомби, џокери. Учениците од подрачното основно училиште Кирил и Методи од Злетово го најавија доаѓањето на денот на шегата 1 април, ден што со нестрпление го чекаат цела година. Во петокот во Злетово се одржа злетовскиот маскенбал, кој е убав вовед за пробиштипскиот маскенбал, кој е закажан за 31 март. Дел од веселата атмосфера во Злетово беше и дефилето под маски, која помина по злетовските улици и потоа групните маски пристигнаа во спортската сала, каде една по една се презентираа пред насобраната публика, која и овој пат ја имаше во голем број. Жири комисијата второто место го додели на маската Алиса во земјата на чудата, на учениците од 5-то оделение, а првото место го делат две маски, и тоа Див запад на ученици од 8-то оделение и маската Шарени бомбончиња на учениците од 7-то оделение. Накратко, кој подготвуваше, колку време се подготвувавте, од каде идејата? Се подготвувавме околу 2 недели и идејата ни беше од самите нас и доста се трудевме за оваа маска и се надевавме дека ќе добиеме некое место. Да. Минатата година учествувавте или ова е прво? И минатата година учествувавме со маската Ајвар Лепи сирење, каде што добивме второ место и во Злетови во Пробиштип. Минатата година второ, годинава прво. Одлично. До година? Па до година ќе го отвараме маскенбалот. Одлично, супер, браво. Накратко, ова се учениците од кој оделение? Од 8-то оделение. Како течеше подготовката, на некој интересен момент додека се подготвувавте? Беше многу интересно додека се подготвувавме. Имавме малку компликации, но се тече во најдобар ред. До мене се шарените бомбончиња, кои што исто така го делат првото место. Ова година на Злетовскиот маскенбал, 2 маски освоја прво место. Како чувството да се биде прв? Многу среќна. Многу среќна? Да. Очекувавте дека ќе победите? Да. Се спремавте и бевте сигурни? Да. Во минатата година учествувавте, освоите некоја награда? Трето, ова година прво. А второ кога? До година? Ајде накратко да ни кажете како се роди идејата за маската. Идејата за маската се роди така, наставничката Христина Атанасовска ни помогна, она ни ја даде идејата. Тоа и тоа. Таа ни помогна. И сега што очекувате во Пробиштип на Пробиштипскиот маскенбал? Па би сакал да земеме некое место. Може би и тамо прво или второ? Второ би требало. По повод одржувањето на Злетовскиот маскенбал беше распишан и конкурс за најдобро изработена маска. За најдобри беа избраните изработки на Бојан Мончевски, Анастасија Ѓоргиевска и Васи Иванов.